Слаб си ако паузираш. Не е точно. Јак си. Знаеш зошто го правиш тоа. Ресет на Падосет. Друштво, добре дојавте во Ресет на Падосет. Јас сум Петар, а денес мој гости не? Елена Бубало Михајловска. Патуваш со автомобил, патуваш со авион, со воз. Најчесто патуваме со автомобил затоа што сме кампери и не нас собира на друг Браво. начин. Со сите деца спиеме во шатор. Како го гледаш ти фитнесот во споредба со секојдневниот живот? Мене ми е дел од секојдневие, затоа што прво и ми е работа и 15 години го правам тоа. И знаеш дека во различен период во животот и различно е. И со сопругот ќе рече: "Елена, ако сакаш ти остани дома, јас ќе одам во сала на тренинг." И викам: "Не, ти остани дома, јас ќе одам на работа." Ако го гледаме така е некое си минимално бегство дома од обврските, таму ме релаксираме, опуштам. Колку често тренираш за да не чувствуваш? Многу малку. Присутна сум, тука сум и знам каде припаѓам. Дали некогаш имаш кажано на некој клиент: "Извини, денес не тренирам"? Да, за жал, ова го научив малце покасно во животот. Дури ми се има случувано негативно од ова, да им кажам: па како немаш ти време да вежбаш?" Без да им ги разберам нели подлабоко чувствата и работите. Меѓутоа сега и такако главната работа не ми е да дадам тренинг, најтешката работа ми е да го проценам човекот кога доаѓа зошто е тука, како се чувствува, со каков терет се носи и дали со тој терет што се носи е безбедно денеска да направи тренинг. Јас имам некои теории, кои што секогаш сум ги слушал и сум сакал да прашам фитнес тренер дали се вистина или еден мит. Ако си дисциплиниран, нема депресија. Не, мит. Слаб си ако паузираш. Не е точно. Јак си. Знаеш зошто го правиш тоа. На сите ни треба од некогаш од нешто одмори. Болката е доказ дека вредиш. Да. Елена, мило ми беше што денес беше мој гостен. Те препуштам во рацете на Нина. Не заборавајте, вечер гледајте Ресет и се гледаме.